Почитувани, на оваа пресконференција ќе се обратам на две теми. Првата е многу важна и е реакција на последните информации кои се објавија во медиумите, поврзани со бројот на ново заразени од коронавирусот. Новото нормално за Заев и владата на Спасовски е што денес имаме дури 58 ново заразени и неколку починати. Ова е крајно сериозна и алармантна информација која треба да ја крене на нозе државата и да го сврти вниманието кон системот кој не функционира и се плаќа со животи. Да се зборува за избори во едни вакви услови не само што не е нормално, туку е и морбидно. И ВМРО ДПМН се противи на тоа да биде дел од сценариото на Заев за организирано убиство на граѓаните. Ова е најсилен аргумент дека брзи избори ја движат државата кон изборна кланица, а не изборен и кредибилен демократски процес. До овде дојдовме затоа што владата, Филипче и Заев глумеа нормализација, а новото нормално е 58 ново заразени и бројка која постојано расте. Здравието на граѓаните мора да биде предсечив политички интерес, без оглед дали се работи за интересот на Заев или некој друг. Се поставува сериозен сомнеш и за работата на Комисијата за заразни болести и препораките кои тие ги даваат во изминатиот период. Тие се под политички притисок, наместо да го гледаат здравието на граѓаните. Најголемиот дел се директори поставени од оваа власт. Дури има и кандидат за пратеник. Но ова не е време за водење политика, туку за носење на одлуки за заштита на здравието на граѓаните. Комисијата, исто како и владата, потврли, а бројката на ново заразени потврдува дека е доведено здравието на граѓаните во опасност. Од тие причини, ВМРО ДПМН бара одговорност и повикува на разрешување на Комисијата за заразни болести и итно формирање на нова, составена од експерти и надпартиски решенија кои ќе донесат итен пакет на мерки за заштита на здравието на граѓаните. Тоа е примерно да се направи во овие моменти.